Многу весело со песни, музика и заеднички ручек, вчера мажите од Теарце, но и од околните населени места и од диаспората го прославија празникот Успение на Пресвета Богородица во местноста Ќелија. Традиција што трае години наназад е празникот да се чествува 2 дена. Денот во пресрет на празникот во дворот на патрониот храм, според обичајот се собираат само припаднички од понежниот пол, додека на денот на празникот чествуваат мажите. Во дворот на црквата свештениците од Тетовското архиерејско наместништво го извршија чинот на мал водосвет и беше прережан кумскиот колач, пошто ја светија празничната трпеза. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже наш, благослови во лебот прилученица со Твоје светов, умножи го во село, во нашата држава, во целиот свет, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и чест на Успение пред Богородица ќе принесуваме ова песена жртва за пренебесните Твои жртвени. Амин. Исаие викуј, дева им е вочере, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Секоја година присуството на братската трпеза брои стотици верници, а домаќините се радосни што доаѓаат гости и од други краеви и градови. Инаку оваа година јубилејна за црквата Света Богородица во местноста Ќелија, односно таа слави 400 години од незиното постоење. Според Блага Алексова, местноста Ќелија се нарекувало порано градиште. Тука се наоѓала старата црква Света Богородица, а Алексова во 1954 година извршила археолошко истражување и открила дека црквата била еднокорадна, а според пронадената мербена плоша во 1975 година црквата била изградена во периодот 1618-1622 година. На иницијатива на жителите од село Теарце, во почетокот на 1975 година започнала со градба нова црква на истите темели. При раскопувањето и расчистувањето на тоа место била пронајдена мербена плоча со надпис во име Отца и Сина и Святого Духа, разумејте христијани, мога како се потруди, аз грешни Илија, помини Господе свештеника. Еле имаше чин, па беше ниши и убоги од много, Бога ради пречисте го матер беше до конца, во нужно време при царја Османа и тоа време отиде војска на Лех, беше велико зло, брат од света потруди, пак се средено и доле завршува надписот митрополит Илија. Од овој текст може да се заклучи дека црквата била градена во периодот 1618 година до 1622 година, каде владетел бил тогаш Осман II. Истата камена плоча денеска се наоѓа во Заводот на заштита на културни историски споменици во Република Македонија и секоја година овде се одржуваат големи собори на вчерашен денешниот ден и во текот на оваа година беше избран нов црковен одбор кој вложи големи надчовечки напори за да ја обнови оваа црква со помош на доброволни даренија од жителите на селото Теарце, од диаспората и на Тетово и пошироко. Затоа што тие знаат дека црквата со својата чудотворна сила и со својата света наука секогаш била и денес е пазителка на нашата православна вера и на нашите убави и народни обичаи. Црковниот одбор во Теарце заедно со местното население работеа на подобрување на условите во црквата Пресвета Богородица во местноста Ќелија со помош на донации. Осветени беа камен темелниците на двете настрешници, извршена е промена на кровната конструкција на црквата, изработена е надворешната фасада, изградена е нова кујна и друго. И во текот на вчерашниот ден голем дел од присутните дадоа своји донации со цел продолжување на активностите кои се од голема важност за тамошното население.